Здраво и добродојавте во нашето најново издание. За оние кои не знаат, мораме да поменеме, иако е денес четврток, ова е премиерно издание на мрежа, бидејќи нашите термини од понеделник и среда сега се поместени за вторник и четврток. Значи, вторник и четврток премиерно на Канал 5 телевизија во 15 часот мрежа. Во денешната емисија ќе можете да видите за некои цитирања во вашиот компјутер кои ќе ви помогнат при неговото работење. Ќе представиме Ultra Smart мобилен телефон, играме одлична видеоигра на тема фудбал и секако одлична интернет страница. Голем број од корисници на компјутерите имаат проблеми со неговото стартување, односно при стартувањето на оперативниот систем се подигаат голем број на непотребни програми. Како тоа да го средите, ќе видите во следниот прилог. Голем број од корисниците кога го вклучуваат својот компјутер, со активирањето на оперативниот систем увидуваат дека се активираат и голем број програми кои се непотребни. Иако многумина мислат дека така треба, денес ќе ви покажеме како на едноставен начин да ги исклучите и со тоа го забрзате подигнувањето на вашиот оперативен систем. Постапката е лесна и едноставна. На главното мену го активирате делот Run и во него пишувате MS-config. Потоа се појавува прозор со повеќе делови кој служи за конфигурирање и диагностика на составот. Она што денес нас не интересира е последниот негов дел. Кликнувате на табот Startup, каде што може да ги видите сите програми кои автоматски се активираат со стартувањето на Windows. Од левата страна се поединечните ознаки на програмите, а под Command може да ги видите имињата на датотеките кои се активираат заедно со нивните локации на дискот. На основа на тоа може да процените дали е потребно да ги исклучите или не. Откако ќе ги деактивирате непотребните, кликнувате на ОК, пошто ќе ви биде понуден рестарт на компјутерот. По рестартирањето, деактивираните програми веќе нема да се активираат заедно со оперативниот систем. На крајот да ве предупредиме да не ги исклучувате програмите за кои не сте сигурни што се, бидејќи во одредени случаи може да нанесете штета на компјутерот. Во крајен случај, во секое време, може повторно да ги активирате програмите и да ги вратите работите како што биде. А на интернет мрежата ве носиме на сајт кој е вистинско задоволство за љубителите на патувањата. Имено станува збор за дел од сајтот на National Geographic, кој ви ги покажува сите мапи на светот и ви прикажува видеоклипови од одредени екзотични светски дестинации. Уредниците на локацијата на познатиот светски магазин National Geographic на задоволство на љубителите на патувањата и географијата воопшто го преобликуваат својот мрежен атлас, па сега нашата планета може да запознаете на начин на кој повеќе ви одговара. Едноставно, пронедете го било кое место на светот и веќе ви се достапни сите податоци за него, од неговата населеност па се до тамошните климатски услови. Покрај тоа, објавени се древните мапи и податоци за државите во светот, а многу интересна е и можноста за планирање на туристичка експедиција во непознати краеви. Она што исто така интересно се поставените видеоклипови, со кои се представуваат голем број светски дестинации, дел од дивиот свет на животните и други атрактивни необичности. Покрај тоа, локацијата нуди уште голем број содржини кои се во најмала рака интересни, што е доволна причина оваа страница да биде нашиот денешен избор. Полнење на инкджет картриджи за сите видови печатари. Рециклирање на тонер касети за сите видови на лазерски печатари. Полнење и ресетирање на Epson Smart Chip картриджи. Сервисирање на сите видови печатари и скенери. Lancome Printing – решение за вашите печатари.
најпознатите светски брендови на музички инструменти и професионална музичка опрема. Се на едно место. Artist Systems 3 216 640. Имаше времења кога можев да избирам. Патував насекаде. Видов и искусив многу. На мој начин. Сега работите ги зедов во своји раце и се повеќе го правам тоа на мој начин. Го сторив она што морав. Ги составив парчињата за кои бев сигурен на мој начин. Кафе пицерија My Way. Во днешното издание веќе се враќаме на спортот во светот на видеоигри. Иако одамна не сме прикажале спортска видеоигра, денес ви ја најавуваме UEFA 2007. Сите влюбеници во фудбалот на големото задоволство го доживуваат следејќи ги надпреварите од Европската лига на шампиони. Затоа веруваме дека на новото издание UEFA 2007 е вистинската игра за нас. Игра која што потполно идентично го пренесува доживувањето при големите фудбалски надпревари. Она што е посебно предизвикувачки се новите начини на игра кои ги проверуваат вистинските вештини на пасионираните играчи на видеофудбал на едно највисоко можно ниво. Меѓутоа, најубавата ново што нуди ова игра е Ultimate Team начинот при кој се собираат виртуелни картички, кои ви овозможуваат да го развиете вашиот фудбалски тим. Со ова играчите може да соберат се од тимовите, па дури тактиката и стадионот каде што играат. Вашиот Dream Team може да го составите со размена на играчи и размена на дел од виртуелните карти. Дали е потребно да кажеме дека сето оно што е внесено во играта е сосема реално, од начинот на надпреварување па до стадионите и играчите. Ова единствена лиценцирана игра на турнирот на UEFA е прилагодена за сите платформи, а на пазарот ќе се појави на почетокот на едниот месец. И во последниот дел од денешната емисија решиме да ви прикажеме еден одличен телефон кој го заслужи епитетот на ултрасмарт мобилен телефон. Станува збор за уред кој покажува каков треба да биде патот во светот на модерната технологија.
еден од многуте телефони кои моментално го привлекуваат вниманието на јавноста, секако е новиот модел на Samsung F700. Со право наречен Ultrasmart, овој модел јасно покажува во која насока треба да се движи развојот на мобилните телефони. Овој Ultrasmart мобилен телефон официјално е представен на 3GSM конгресот кој се одржава во Барселона. Станува збор за уред кој на прв поглед изгледа како Candy Bar телефон, но всушност е смартфон со полна куверти тастатура, која се извлекува од страната на телефонот. На предната страна доминира екран со диагонал од 7 см и резолуција од 440 наспроти 240 пиксели, кој е секако чувствителен на допир. Негова најголема предност е комуникацијските способности. Подржан е преносот на податоците преку HFDP протоколот со брзина од 7,2 мегабита во секунда. Во случај кога 3G мрежата нема сигнал, уредот ги пренесува податоците со помош на Edge технологијата, нови импресивни комуникацијски особини, придружена и дигитална камера со резолуција од одлични 5 мегапиксели. Користи Bluetooth, има можност за проширување на меморијата со micro SD картичка. Со овакви карактеристики голем број експерти го споредуваат со популарниот iPhone, што доволно говори за неговите квалитети. За сега, овој модел е најавен само за подрачето на Европа. Тоа беше се за денес. На крајот од емисијата да ја потсетиме нашиот контакт мрежиот kanal5.com.mk преку кој што можете да ги испратите вашите предлози, критики, сугестии и да ја потсетиме нашите нови термини. Значи наместо понеделник и среда, премиерните издања на мрежа во вторник и четврток во 15 часот на Канал 5 телевизија.